150 жители на Нов Караорман, општина Карвенци, нема повеќе да имаат проблеми со недостиг на вода за пиење. Од денес тие добија нова водоводна линија, со што им се реши повеќе деценискиот проблем. Инвестиција вредна 3 милиони 200 илјади денари. Денес општина Карвенци свечено го пуштивме новиот водовод за селото Нов Караорман. Општина Карвенци го изгради овој водовод во должина од 1900 метри со нов бунар, така да сите проблеми што ги има ова на селото Нов Караорман ќе бидат повеќе минато. Сега ќе имаат чиста вода за пиење, квалитетна вода и ќе има во доволни количини за целото население. Овој проект е во висина од 3 милиони 200 илјади денари, од кои овие средства се добиени од швајцарската агенција. Дел учествуваше и општина Карвенци со сопствени средства. Многу сум благодарен на градоначалникот што направи оваа убава сделка со водата. Многу имавме проблеми, вода не имавме за пиење, рестрикција исклучуваја. Сега денеска пушат водата, свечено, убаво, нека биде со среќа. Чиста е водата, има и за прање, има и за миење, има и за готвење, за се има. Денес градоначалникот свечено го пушти во употреба ново асфалтираниот пат кој води од село Радање до локалитетот Баргала, со што се реши долгогодишниот проблем во патната инфраструктура на над 1000 жители од 6 плачковички села. Овој патен правец е од огромно значење за нашата општина, затоа што жителите кои гравитираат од подплачковичките села скратуваат во еден правец по 18 километри. Така да со овој патен правец земјоделците од нашата општина ќе можат побрзо да стигнуваат до своите земјоделски површини, така да полесно да ги обработуваат и полесно да се движат по овој пат. Покрај ова, градоначалникот на општина Карвенци денес свечено ја пушти во употреба обновената чешма во село Крупиште, каде жителите изразија задоволство што нивното место се урбанизира. Па често преку 2 дена доваѓаме. Јас преку 2 дена доваѓам, сум сама и доволна ми е вода да носим од тука. И многу е убава водата пивка и многу сме задоволни, има клупи, одмараме се по ценката, сами видите, многу убаво. Конкретно идниот месец ќе заврши реконструкцијата на двете училишни згради во општина Карвенци, кај кои не се интервенирало повеќе од 30 години, за кои финансиски средства обезбеди Министерството за образование.